Ние за избори сме спремни. Утре да се случи, за утре сме спремни за изборите. И со тимот, и со програмата. Со мастер планот за Македонија и договорот со граѓаните, кој што ќе го презентирам во текот на септември. 6 точки, јасно, добро дефинирани, да знаат граѓаните зашто ќе гласаат, кога и да се случат следните избори. Сите најважни аспекти во однос на иднината на државата, во однос на зајакнувањето на системот, во однос на благосостојбата на граѓаните во оваа социјална држава, која што сега е ставена по страна, ќе бидат јасно, гласно напишани и објаснети. А за избори сме спремни кога и да бидат, ама нема да бидеме ливи. Нема да бидеме ливи. Христијан Мицкоски има 2/3 во собранието. Апсолутна власт. Може да распише избори кога сака. Зошто му е СДСМ сега? Зошто му е? Не навлегуваме во таа игранка. Човекот ќе распише избори кога повеќе нема да има пари, а пари снемуваат. Се повеќе и повеќе. Не се изолираме, напротив, ние сме лидери во рамките на движењето и фронтот за вистина и правда. Не се изолираме и избори ќе има. И ќе се соочиме на изборите кога и да бидат, дали ќе бидат до година или ќе бидат за 2 години. Изборите ќе се случат. И тогаш граѓаните ќе треба да одлучат помеѓу оваа ненародна, корумпирана и криминална власт и нашите добри политики. Против оваа власт која што е заинтересирана само за себе, сака да купува авиони, да троши народни пари и ние кои што предлагаме зголемување на платите, зголемување на субвенциите во земјоделството, се што оваа власт одбива изминатите 2,5 години, не сега, од почетокот, од која владеат. Со оваа власт која што е помеѓу оваа власт која што е антиевропска, која што не држи изолирани, под влијание на српскиот свет. Не го кажуваме ние тоа. Европа го кажува тоа дека овде влијание има српскиот свет.